и среќен ден од... Ќе почекаме уште малку. Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Ова мое вклучување во живо е поради одредени активности кои што ќе бидат преземени наспроти сето она кое што го имаме објавено претходните денови. Значи, вистината за македонскиот кутлеш, вистината за Бела, вистината за Ајга и Еге, обврзана со среброносните рудници кои што ги има во изобилство на Осоговско-Плачковичкиот регион, вистината за атентатот самонарачен, вистината за многу други работи сега што доаѓа со Турција, како тоа ќе се одрази со Грција, како тоа ќе се одрази со Црното море и дали Македонија ќе биде следна. Едино што можам да кажам е тоа што и те како треба да се борите на се македонско обединување на сите македонци во целиот свет. И не само македонци. Сите оние кои што имате врски во Турција, во Анадолија, треба да застанете во одбрана на своите браќа. Зошто во Турција и во Анадолија и во Измир? Затоа што поголемиот број или процентуално поголемиот број на нашите браќа од Јасонија древна во времето кога е била Пајонија или во јужниот дел на Македонија, денес на територија на Грција, има разменето на територии помеѓу народи од тој дел на Грција и од другиот дел кои доваѓаат овде. Што значи тоа? Тоа значи дека негде околу 1 милион македонци се раселени во 20-тите години во Измир, во Анадолија, во Турција. И тие наши македонци треба да ги предупредите сите вие кои што имате комуникација. Одма можам да кажам за ова моја иницијатива дека не е од сега, ова моја иницијатива траеше 10 години и која што е промовирана со пејачот Благоје Груевски. Но како што гледате, Благоје Груевски, она што е добро си го презима, си собирал информации и си ги носел онаму кај што треба, без да реагират и со она мисија која што требаше да биде амбасадор на македонците во Турција. Како што знаете, Благоје Груевски има учествувано на повеќе концерти и нека му служи на чест и на него, како и на сите останати кои што за одредени активности и за она што скапо и дебело си е наплателе својата кожа за други и туги интереси преку македонизамот и Владо Павлов, нека му служи на чест и на пејачот Благоје Груевски, така да ратник му е во левиот джеб, нека си терат, нека се одлучуваат тие како е добро, но јас од овде ве повикувам да најдеме начин да помогнеме на овие наши македонци, а и овде на сите нас како македонци кои што треба да имаме едно големо се македонско обединување откако ќе дојде Турција, најавено од Владо Павлов. За оние кои што велат дека се во Кочани центар на универзумот, Кочани ова, Кочани она, тоа се лица кои што тоа со право го кажуваат, затоа што од Кочани и од Владо Павлов истите тие во минатото научија неколку работи и почнаа да одработуваат за други и туги интереси, пренесувајќи го мое и наше Кочани, наша Бела на геоглифот и на Свети Николскиот дел. Владо Павлов кажал да Бела Зара или Бела Зора е област која што била од древна Пајонија, идентично на Ематеја, а не дека само Бела Зора е еден град.
Така да сите тие кои што наоѓаат мана на овој македонизам, верујте ми, имаат една друга посебна цел, а таа е Кичановиќ. Ние ова не го правиме за Кичановиќ, ние ова го правиме со сопствен наш труд, со сето оно што го поминуваме сите заедно, за она наша цел, која што значи будење на нашите македонски цареви. Уште еднаш ви благодарам за сето оно што го правиме заедно. Трето правило на универзумот веќе од Мајка Богородица и од 28 август треба да бидат на 100%. А знаете, и 100 пати е кажено, доброто го привлекува доброто. И тие остануваат заедно со едно магнетно поле, сеопшто каде што дават светлина. Ако злото се потрне настрана, доброто ќе прави се за да го врати. Но, ако веќе злото повеќе го нема, останало само доброто. А поминале сите можни начини да се врати злото да биде како некогаш доброто со добро. Тогаш, македонци мои, одете со третото правило на универзумот, а тоа е игнор. Значи, нам ни е потребно се помалку трошење на енергијата, ни е потребен сон и ни е потребно игнор на сите оние енергетски вампири кои што во последните денови ќе бидат многу силни. А ние мораме да имаме една заедничка цел. Целта е будење на нашите македонски цареви, она кое што го направиле нашите, она кое што е направено од древниот Рим во стилот на Цинцилегија ди Рома и уништувањето на Бела и нејзино преместување онаму каде што ја знаете сите денес, ама затоа грчките археолози ќе кажат дека Стара Пела, бидејќи ова во Грција е Нова Пела или Октавијанова Пела, ќе кажат дека Стара Пела е уништена со еден голем катастрофален земјотрес. Барем тоа е според грчките извори. Не, македонци мои, тој голем катастрофален земјотрес кој што го кажуваат грчките археолози е нивната активност во времето на Цинцилегија ди Рома, после библиското распетие и сето оно што го направиле со уништувањето на Бела за да не будат сеќавањето на македонските цареви е поради незиното преместување и сето оно што ние денес го знаеме како македонци да биде прифатено на оние кои што ја уништија Пела, нешто што по ништо не се разликува од оние кои што го ставија Исус, Цинцилегија ди Рома, а денес тие се најголемите промотори на Исус и најголемите оние кои што на секој збор ќе ви кажат амин, на секоја водичка ќе ви се прекрстат, во секоја црква ќе запалат свеќа. Ама тоа е само изгледа пред народот. Дефинитивно ни е потребно реорганизирање, ребрендирање, бидејќи после Турција ќе биде многу опасно со Македонија. И сето тоа не можеме да го завршиме без се македонско обединување на сите македонци во целиот свет и сето тоа не можеме да го завршиме без вистината. Само ова вистина, ако сме во право, ќе ја додржи земјата во живот и ќе го заврши оној циклус на анархија пред секоја нова ера и пред нашата денес ера на Водолија. Сепак, изборот е ваш, ние немаме право да наметнуваме, ние немаме право да си објаснуваме, се е слободна волја, се е слободен избор, како што пара системот, кој што започнува од создавањето на уставот со Љубомир Фрчковски и Владо Поповски, најверојатно ставили и дупка на одредени закони кои што ќе си ги употребуваат за нив од прогласувањето на уставот, а тоа е
таа пара, тоа е тој пара систем кој што делува секаде и кој што не може да ви помогне во новата состојба на Трета светска војна која е веќе присутна глобално секаде околу нас. Така да, уште еднаш, ние нема да ја насочиме енергијата кон случувањата, ние нема да насочиме енергијата кон земското, кое што е анархија, кое што е Трета светска војна, ние ќе насочиме енергијата кон нашиот Армагедон. А тоа значи да ја шириме љубовта и да се бориме за вистината која што ќе ги разбуди нашите македонски цареви и тие се тие кои што треба да го создадат Армагедон и да помогнат на сите македонци и на сите останати кои што се водат со нашата парола и нашата парола која што е универзална од универзумот парола љубов, љубов и само љубов. Сето останато е ваше право, вие самите ќе одлучите за се. Нашите докази за Бела ќе бидат се посилни. Ќе барам поголема група на граѓани кај што ќе поднесеме поднесок како допрен глас, дојава во ој огок за се што е правено во Кочани од сите градоначалници, председатели на совети и советници, посебно од 2021 година и роденденот на Александар Македонски, кога имаме направено договор по таен пат, од 23 точки се наметнува една, 24 точка со цел разнебитување на еден голем дел од локалитетот Горица, каде што според сите сознанија и според сите докази кои што и практично ќе ви ги докажам, независно дали на мојот град Кочани им се допаѓа тоа или не, и то си е нивно право, тие не ќе се одлучат дали понатаму ќе бидат черепи и коски, и ако понатаму сето ова го разложиме со вистината, вие докажуваме, а веќе вие докажуваме вистината, ќе дознаете и зашто Кочани е држава у држава. Тоа е македонци мој поради тоа што се им е дозволено да прават. И сега малку потешко е на моите кочанчани кога веќе ќе се губат трагите, затоа што ќе почне да се појавува вистината и онај ланец и онај горделив чвор каде што сите се испреплетени, а целта е да не воскресне Бела, некој им дозволил да биде држава во држава. Некој им дозволил Кочани да биде Ватикан не само во Македонија, и претходно во Југославија, и уште претходно во времето на СХС, кога е правен најголемиот геноцид на уништување на докази поврзани со македонизмот. Кочанчани мои, изборот е ваш, воопшто не ме засега вашиот горделив чвор и сето тоа што е направено во интерес на Ватикан, во интерес на Рим. Се ви е дозволено, се што сакате да правите, нема потреба овде да постои држава, само доказите за Бела да ги држете јако, силно, да не излегнат, затоа што кога не се разбудат македонските цареви, тогаш римските императори, а денес Ватикан и англискиот двор можат убаво да пливат низ таа бара полна со крокодили. Но јас верувам во Кочани, верувам затоа што тука е територија од древна Агријанија, а сите знаете дека агријанците се еден од најсилните народи на тогашниот свет. Тие се лична гарда, тие се диодорси на Александар III Македонски и верувам дека пред се не само околу археолошкиот туризам со вистината, пред се околу помагање на будењето на македонските цареви ќе значи мир, спасение и љубов не само за сите нас во Кочани, туку и во Македонија и целиот свет. Мојата порака беше тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на Македонија, а тој што ќе помогне на Македонија ќе помогне на целиот свет. Нажалост, ова порака не ја свати ни премиерот Тино, не ја свати
претходно ни премиерот Зоран Заев, ако се добро сеќавате на 5 точки, кога му звонев, кога му вртев пред сите вас, такво нешто не сакам да правам со денешниот премиер Тино. Не сакам никакви комуникации, никаде да објавувам или било што. Битно е дека тоа сум го направил во интерес на сите вас македонци мои со премиерот Тино, во интерес на универзумот и нема потреба да дебатирам на таа тема. Ова порака, тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на цела Македонија, а тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на цел свет, не е сватен и од Никола Груевски, ни од Паско Кузман, кога го викнавме, кој што беше лично испратен од масонската ложа Круна на Ватикан. Не го подценувајте Паско Кузман, тој е оној кој што го демне Владо Павлов. Не го подценувајте, демек тој е во пензија и си шета маче, нели мало кутренци, јас ги велам мачиња, по кеот на Охридското езеро, со 4 станчиња, со вили, со ова, со она, и тоа све е направено од една обична плата. Што значи дека изборот ќе биде дефинитивно наш. Дали ќе успееме сите да се сконцентрираме, да ја трошиме енергијата за убави работи кон вистината и секој на свој начин да дадеме допринос во доказите, аргументите и фактите за Кочани дека е старата бела. Знам дека овие мои аргументи и докази некој сака да ги искористи. Знам дека Ватикан и Англија повише не може да се држат со лагата во Грција. И тоа го знам. Знам дека голем број на масони сватија што е Македонија и сватија што е делото на Владо Павлов. Затоа што ако не постоеше Александријада 2005, немаше да постои ни Александар Палас и масонската ложа која што е создадена во Македонија. Но покрај таа масонска ложа има и масонска ложа на светлината, масонска ложа на Грифонот, каде што таму нема само земско, таму има и небесно. Таа работа и тие активности, доколку ги сватите побрзо, ќе направите нешто што е подобро за сите нас. И сето тоа треба да го сватиме со нашата слободна волја. Целата енергија треба да ја сконцентрираме со Кочани. Затоа што од сето она што доаѓа и од сето она што го гледам, ќе го цитирам министерот за внатрешни работи Тошковски, кој што на првата прес после случувањата со 16 март има објавено. Што има објавено? Цаци, што има објавено Тошковски? Како кажа тогаш? Косата ќе ви се наежи? Ќе ви се згади животот на што Го цитирам министерот Тошковски за првата прес после случувањата со Пулс. Ќе ви се згади од сето она што ќе го слушнете. Те подсетувам, министерот Тошковски, тоа е твоја изјава, потполно ја почитувам и си во право и те цитирам и јас како Владо Павлов. Од сето она што ќе го слушнете и ќе го прочитате. Со помош на Божјата десница, која што е најодговорна за мојот живот. Ќе го кажем и ќе го представам. Ќе ви се згади од она што ќе го слушнете за Пулс. Цитирам денес од нешто што министерот Тошковски го кажал на 16 март 2025 година. Ако се поклопат овие работи со локалитетот Горица и со нешто што е започнало од 2019-2021 со Советот донесено, да се скрие, дефинитивно ќе ви се згади од оно што ќе го слушнете и што ќе го видите.
И ако ВМРО ДПМН има одредени информации добиени од се македонското обединување и сме докажале дека сме во право, да не ги користи за уцени на јавни обвинители, на лица од ОВР довлочени и на лица од МВР. Едноставно, нека излегнат херои во новото време и сите заедно да помогнеме на она што доаѓа. Уште еднаш, да не се користат нашите се македонски истражувачки дејности за добробит на секое наше дете, за уцени и за некои други активности. И да не се чуват оно што го каже министерот Тошковски. Ке ви се згаде од оно што ќе го разберете и што ќе го слушнете за некои нови избори. Да настапиме најсилно колку што може. Затоа што вистината за Бела е многу поголема од се. И верувам дека ако не премиерот Тино, претходно премиерот Зоран Заев, претходно Никола Груевски и се така назад, не ја сватија суштината дека тој што ќе помогне на Македонија ќе помогне на целиот свет, сватете го тоа вие, македонци мои, независно кој на која политичка партија припаѓа и кој на која религија. Илјадити пат, сите ние се напојуваме од еден исти извор на жива вода. Сите ние потекнуваме од еден прататко, дарител на семенскиот материјал. Дали си влах, дали си албанец, дали си македонец. Сите ние потекнуваме од еден исти дарител на семенскиот материјал. Мајките можат да бидат различни, ама сепак ние сме браќа и сестри. Кармата е голема и треба да ја раздолжиме и треба да си подадеме рака сите заедно. Затоа што во Македонија, освен тоа што ќе биде Армакедон, овде ќе настане првото обединување на суитите и шиитите. Зошто? Затоа што Мухамед е Исус. А Исус е Мухамед. Тој што го почитува под исламот Исус, по ништо не се разликува од православните што го почитуваат Мухамед. Ова го кажав на моите сограѓани од албанска националност. Што правиме ако Мухамед се појави во Македонија на денот на Армагедон? Како што Антихрист треба да се појави на денот со случувањата во Истанбул. Што правиме албанци? Затоа што по Куранот стои дека Мухамед ќе се појави пред Иса и дека истиот тој ќе биде над изворот или над гробот на Моше. Кој знае каде е гробот на Моше? Дали знаете кој е Моше? Мојсие. Дали знаете кој е Моше? И дали знаете дека тие случувања се поврзани со Македонија? Затоа и овие 30 години и од оно што доаѓа понатаму му го подарувам на Моше од Куранот, бидејќи од таму треба да се појаве Исус или Мухамед. Суитите и шиитите ќе се обединат заедно со сите народи кои што сакаат живот и опстанок на земјата и ќе направат едно големо братство на народите за да се спасат од поклониците на Молохот. Последното горење на Молохот ќе биде во Армакедон, Македонија. А започна, вие знаете многу добро од каде започна. Зороастратизмот ќе воскресне,
а веста писмото цел свет ќе го види. И затоа мора тие плочи да исчезнат. Затоа што тие плочи се пророчанството на оно што доаѓа за градот на мирот. И затоа цвеќето на животот требаше да не постои. Таа розета, од кој што настанува целиот живот на земјата во земјата на Афионот. Погледнете ја розетата и цветот на животот. Погледнете ја каква е. Идентична на некое древно време, пред многу милениуми на Мајка Богородица Исус. Мајка Богородица преку булките, преку цветот на булките, а синот преку афионската чушка и розетата кој што стои кај нив. Ако погледнете малку и ќе видите цветот на животот, го правеле древните македонци на афионската чушка, идентично се режи, а ни оставиле во оманет на питите, на баклавите и на она охридската, како се викаше? Гелмезе, како беше тоа? Гьомлезе. И вие пак се смијувате, пак велете, овој забега се во кочени. Не е се во кочени, ама тоа што е во кочени, повеќе не дозволувам никој да ми го отме. Ниту Паско Кузман да го пренесе во Охрид, ниту Никола Ристевски да го пренесе на Геоглифот, ниту било кој. И ќе имате докази за све. Се додека мојата глава стоја на мојот труп и се додека со дух, ум и фанатизам се борам за Македонија и моето срце чука за вистината на македонскиот кутлеш. А вие, ваше е правото, дали ќе верувате или не. Ако го знаете минатото, ќе знаете и за Ар Македон. Навистина сакав да одмарам после сите оние дејности кои што ги направив претходната недела. Но универзумот вели, не, Владо, продолжи најсилно сега, затоа што сега е време и простор. Остави го болот, каде што утре те чека уште еден ден без славењето на твојот трет син. Остави го сето тоа, нека биде едно минато на некој кој што се обидувал да го блокира патот на се македонското обединување во едно големо царство Македонија. Остави ги твоите деца на мене. Ке дојде тоа што треба да дојде. Така ми вели универзумот. Ти продолжи најсилно сега, затоа што железото се кова додека е жешко. Така вели, како вие што го знаете тоа од универзумот Бог. Или знаете само да велите Александар, Македонски и народот. Амин. А што значува амин? Никој не знаете. Дали знаевте дека цветот на животот и розетата го символизира режањето на афионската чушка? Безброј докази имаме за Деметра, за мајката, древна мајка Богородица, представена преку цветот на булката. И ние денес немаме што да кажеме друго од преголема 90% македонска љубомора, сите ќе плукаме по Владо. Зошто? Затоа што Владо све ви изнесе и ви даде на послужавник. Затоа што не може да се нафатирате од она што ги лажевте другите. Како сега Никола Ристевски ќе каже дека овде е гробот? Како ќе го правдате Ниче Димовски покојниот со тие парцели што ги откупувале, што доваѓале да откупуваат околу Свети Николе? Како Паско Кузман ќе оправда да каже дека тоа е барата плиска, дека таму немало едзеро? Едзерено немало. Преспанското едзерено било. И сега, Владо ви е крив за сето тоа што сакавте да го манипулирате овој народ? Што сакавте да ги лажете сите? А сите поминавте преку Владо Павлов. Река на стотици илјади македонци.
И ви смета Кочани што е бела? Па нека ви смета. Нека ви смета се. А зошто ви смета? Затоа што го лажевте Ватикан. Затоа што ги лажевте сите. За други туги интереси. Да ви дадат Кичановиќ повеќе. Ама ние ќе останеме достојни. И ќе покажеме дека македонецот ја сака вистината. Посебно моите граѓани од Кочани кои што потекнуваат од земја каде што биле најсилните, најротоборните и најлојалните агријанците. И затоа Ватикан и Рим удари тука најмногу во Кочани. После овие објави во Кочани, мои кочанчани почнаа да ме гледат како дух. Кочанчани мои и македонци мои, не може Владо сам да ви го отплете горделивиот чвор. Оставете ги лажите на Рим дека Александар со меч го пресекол. Секој самиот треба да се тргате од тој горделив чвор и еден по еден да повлечувате за да се исчистиме. Никој нема да ви помогне. Ако чекате да дојде Исус пак за вас да го стават на крст и да велите дојде тој да ги раздужи нашите греови. И ние можеме пак да правиме греови и пак ќе го чекаме. 21 век е, македонци мои. Една вештачка интелигенција станува попаметна од нас. Ако знаеш и ако имаш знаење, да работиш. А не да се водите како со Википедија. Прашате кога е роден Александар и ќе ви каже таа 20/21 јули. И вие одма тоа го сваќате и одма вие тука сега се ударате во гради, чекај јас ја ќе му кажем на Владо, кој 23 јули? Ама ако ја прашате вештачката интелигенција, како е можно Александар да биде рак? А тој цел свет го поминал? Нели 21 до 21, 20/21 јули е астролошки рак. И ако ја прашате, па зарем Филип ги немал најголемите астролози и најголемите учители? А цел свет го чекал спасителот, Месијата, како сега сите што го чекаме? Во тој временски период бил Александар Македонски? И не знаел Филип кога да ја го дари семенскиот материјал на Олимпија у Вашката бања? Не знаел? Бил глуп, туп, неупотреблив, без едно око бил. Куцав бил, куцал. Дајте ве молам, размислете малку, ова е 21 век. А ако кажеме за 23-ти, ако ја објаснеме убаво, дека символот на македонскиот цар е поврзан со лавот, дека астролошки тоа е лавот, тогаш ќе ве разбери вештачката интелигенција и ќе ве каже да, потполно сте во право. Тоа исто како овие 30 години. Пушти го Владо за бегање, пушти го Владо лутје и сите. Никој од тие не дошол да разговара со Владо и вилат и продолжуваат да го зборат тоа некој што ќе им го каже. И сега на крајот ќе ја прашаме вештачката интелигенција според доказите 20, 21 или 23 јули е. Рак ли е? Лав ли е? И ќе каже, епа, лав е. Ама вие, за да замолчите некој, да загушите некој од љубомората ваша, да се докажете дека сте најсилните, дека сте најпаметните, ама, дај да видиме. Мора да имате ум, мора да имате детекција, мора на вага да ги држите работите како што треба, затоа што оно што доаѓа не е многу сјајно. Не само Турција, не само Армагедон и големиот крст, за кој што ќе спремам едно мое големо видео,
каде што ќе ви докажам со факти и аргументи зашто имаме се повеќе и повеќе земјотреси. Ќе ви докажам дека тоа не е случајно. Ќе ви докажам дека сето тоа што се случува од 2012, 2013, 2014, 20, 21 и денес 26, како се зголемува изместувањето на земјината орбита и незиното менување на магнетните полови, и тоа дека не е случајно, дека тоа е нешто, дека тоа не е природ, дека тоа е нешто што е на некој друг начин описливо, и ќе ви го докажам и сето тоа. Само ќе ве молам да бидете малку по-флексибилни, да бидете малку по-детективи, да не се водите со оние кои што имат омрза. Сите тие кои што имат омрза и негативна енергија лажат. Бидете љубов. Оно што ќе го кажувам и оно што ќе го правам на терен, ќе ве замолам да го истражувате секој самите. Не сакам да бидете како 90% до вчера македонците ќе кажат Владо е забеган и сите Владо е забеган, Владо е забеган, Владо е забеган, Владо е... А од сите тие никој не дошол да го праша Владо, да разговара со Владо, ама важно сите ќе кажат Владо е забеган. Исто како вестачката интелигенција, која што, например, ме убедуваше дека Киро Глигоров бил на задното седиште. Ама кога ќе прашате истата таа вестачка интелигенција за колку време е тргнато возилото, све оно од целосна документација ќе видите дека ниту се знае за колку време. Ќе ви кажа за 20 минути, ќе ви кажа дека Огриновски знаел, сепак го чекал. За 20 минути кренува брза помош. Горе брендине, го средува, го прави, го качува, го носи. Одма таму Огриновски го чека и го става во операциона сала 20 минути, замислете, 20 минути. И па, секогаш ѓаволските работи на крајот завршуваат бака како што завршуваат. И потоа ќе ми кажете турскиот евреин, кој што денес го знаете сите како македонец Нели Лазарополец, Љубомир Фрчковски, и неговите врски у неговата фамилија со големиот Ротари клуб, уште во почетоците на создавањето на Македонија, преку неговата сестра. И ќе видите дека сето тоа е токму така, нели? Дека некој претходно ја обелоденува целата висина на овој самонарачен атентат и наеднаш го вадат од жбун. А до вчера го немаше никаде да зборува. И сега ќе ви кажува да, џакот, а тој од него поголем џак и од Бранко Црвенковски на Киро Глигоров немаше. Добро, тука беше Титано, Васо Топурковски. Ама тој ќе каже џакот на Милошевиќ. А во тебе поголем џак на Киро Глигоров немаше. Како ќе објасниш утре на овој народ за 20 минути дека полицијата средила, го направила толку брзо и го вратила и во операциона цела го чекале сите? Како да знаеле дека нешто ќе се случи? 20 кила динамит, џак на Киро Глигоров. Знаеш ли што е тоа 20 кила динамит на 1 метар пред тебе? А и вие македонци, не мора да те погодеш трап. Не знам дали знаете, за време на борбени активности луѓето повеќе починуваат од притисокот што се создава кога ќе пукне противтенковска, например, кога ќе пукне ракета фрлена, без да те погоди штрапнел. 80% од смртните случаи се од притисокот што се создава тој звук. 20 килограма динамит. Останете ми во љубов, мир и хармонија, изборот си е ваш. Со започнувањето на Турција, секој од вас нека се одлучи дали сум бил во право или не за се што сум најавил. Не сакам да ме гледате како пророк. Останете ми во љубов, мир и хармонија.
Не го поврзувајте Владо Павлов со никого, ниту со Семир, за кој што ќе имам исто една голема дебата и ќе ви докажам дека не се пирамиди во прашање во високо, туку некој богат и силен минерал, од кој што се прават многу пари за да го прави тој центар, али пред очите на сите вас се пирамидите, така да родниците ќе се користат за ова зона, али се работи за минерал, исто идентично што се прави со Свети Николе. Ќе правиме приказки за гробот на Александар, ама тука упрашање еден голем и скапоцен минерал. За секе разговараме, затоа што веќе е дојдено времето за вистината. Уште еднаш, останете ми во љубов, мир и хармонија и ќе ве молам, работите да ги ставате на вага и да гледате онака како што е. Како би го поврзал со Мојсие? Сега доаѓа времето на ослободувањето на македонците и кога Мојсие ги зима да ги враќа назад, сега доаѓа времето на морбилите, на големите пандемии, откако се заврши оближувањето на куќите со крв. Сега веќе доаѓа времето на ослободувањето на духот на оние кои што си ја сакале Македонија. И доаѓа времето на последната битка на фараонот со Мојсие, за кој што сите вие знаете, заврши со починувањето на синот на фараонот. Фараонот не ја свати пораката, се одлучи сам, нека продолжи најсилно колку што сака со неговиот стил. Јас повеќе немам потреба се замарам со фараонот, така вели Бог, така вели универзумот. Дозволи ми сега на мене, ти твоето го заврши, така да фараоне, биди ми жив и здрав. Одмина времето кога требаше да прифатиш иницијативата, тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на целиот свет. Сега е времето на разединување на реката и големите морбили од кои што пола свет загинал тогаш починал. Тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на цел свет. Ваше право е дали разбирате, не ве убедувам, не ве силам, се е слободна волја, изразот, работата си е ваше. Во новата пандемија нема да го гледате Владо толку често, со објави, а 100% ќе помога на сите оние кои што ќе барат од срце помош, како тоа што го правив за време на короната, без одредени силувања, без одредени вистини, без одредени текстови, затоа што сите заборавате. Сите заборавивте, заврши корона, завршено е, а доаѓа поголема корона. Сите заборавате. Илјадници кажуваат добар ден и среќен ден за време на корона. Илјадници пишуваа, што правиме, како правиме Владо, вакцина, ова, она, леле Владо, што правиме? И дотичниот господин Благој Груевски се заборави. Какви битки се водеа од 8 септември да се однесе у Систина. Ама на крајот Систина му помогнала. Не ноѓа мана на никого. Тоа сме го дале ние од љубов према она што го работевме. Ама сите заборавивте за тие 2 години кога Владо Павлов не спиеше ден ноќ. И немаше некој од ваша фамилија да малтретира некој, да праша што мисли Владо, како е, како да помогнеме, што правиме за вакцините, ама ќе не испадат од работа, ама не може да пиеме кафе. Па затоа удрите 3 Pfizer и иди широко ти поле. Нема да бидам толку активен во оно новото што доаѓа. Мислам на Facebook. Да заборавите сето тоа што беше за време на короната, затоа што заборавивте. Имате кратко памчење сите. Да живее Македонија, со дух, ум и фанатизам за Македонија, останувам за оние кои што се одвоја од козите.